Ви текнува на времето кога речевме, решо се случва по светот, златна Македонија, тука рајат глата, нема ништо тоа што се случва во свет. Таму шо нема? Тука ништо вате. Бајна. Јарно, ама, пошто нели стремиме кон западот. Што вика вестите пред 2 дена. Серијски убиец. Маш се отепал жената. Овде во комшите. Легло некој дете на училиште со ножо пепел направи. Волци по Скопјето. И зето тој многу поќе во истите вести. Па тек во другите што ќе кажа. Што правите море? По јас знам дека сакате влезите во Европа, се полека малце. Вие не Европа, Америка фати. Иначе чехословачки вучјак е многу барас. Одамна ги гледам, има едно бате таму на Инстаграм, не знам као се вика, ама стално песом излегва, кај што го слика и преубо ми. И сакав да си земам на времето, ама берикјат што ги нема тука, што трај влечка што дженем, оти ќе земев и вака ќе се кренеше паника, ќе рече овој волко што го тетовира на рака, дома си го дојде. Ќе земе, ќе го обтегне овде како тој прчок е Рамстор таму. Страшна работа. И на крај испадна дека стварно било волк. Мислам само што ќе видиш по фацата и по ставот, треба да ти е јасно. Чехословачкиот вучјак има малце поинаков лик, ама не е битно некој во Скопје на ланец го имал врзано, бате, го одгледвал дома. И уште па ако него ни одгледвал, не ухранет бил. Тоа е македонштина, бате. Ко можел Майк Тајсон тигар дома да чува, ние волк ке чува. Сега речиш да, ама тигаро појак е поголем. То така е, ама тигаро исто така може да го видиш и в циркус. Кај што ти прави перенди, кај што изиграва клов. Волков циркус не можеш да го видиш, бат. Туку дај ни си аманиме шпицата да си почнеме со муавет, пошто помина епизодата. Ајде да те пуште. Минатата епизода рековме ка овде кај нас во Македонија, особено онлайн совет не се бара. Сам се бара, ама треба да си спремен за тоа што ќе следи после коментари. Знаеш зошто луѓето упорно барат совет, наместо да прашат Google, ChatGPT, било што? Заради тоа што ние сме земја на експерти, беба. Ако постои земја во свет со поќе експерти од кај нас, по глава на жител, ќе му исполнам желбата на сите хейтери, ќе престанам да снимам одма. Арма, знаеш како? Нема, бебат. Не постои тоа нешто во свет. Чи нема македонец што не е експерт. Не за една тема, за сите. И еве то мојме да го видиме секој ден. Еве за тој волко например. Излезе волко низ Скопје, прошета, се крена паника. И јас се кладам, значи се кладам во што сакате дека 99,9% луѓето што искоментираа дека е чехословачки вучјак, до вчера немаа појма што е чехословак, не ја познаваат таа раса. Ретко кој во Македонија имаше појма дека постои таква раса на пес во. Или барем јас немав сретнато до се. Јарно имало некој во Скопје што знаел расата, што си зел кученце од чешка од негде и му избегало претходно и ошол да види дали е то. И самиот човек кога го видел дека е волк, пошто има разлика. Јарно, ама не. Тој што го има песо нема појма. Ајш кој има појма? Експертите на Facebook, беба. Абе се оттепат, пуштете го кучето не е волк. Чехословачки вучјак, толку разбирате. Пак од чехословачки вучјак е тој волчјак. Пошто нели така Google му го преведва, не вучјак, волчјак на македонски. И ај човеко може не знае, ете си го чува дома години, ама ете може да не знае, може да не е експерт. Експерти дојдоа и од државава и од странство, од Европа, од негде дојдоа експерти да утврдат човек. Утврдија дека е волк. Арма, знаеш како? Кој ги праша, бебате? Тие не се експерти, ние сме експерти. Па во коментарите од оздола, то не е волк, тој е пес, пуштете го, чехословачки волчјак. Ако се има поќе пати спомнато чехословачка името и ко постоеше, камоли денес. Од што се има во коментари денојве со тој волк, еве ја. Ни тој што ја измисли расата 55-та година нема појма што е песо, ние знаеме тука, ние ќе му кажи. Едо толку сме експерти, ба. Што уште појак? Што може да дојде било кој експерт со било какви дипломи, со признанија, со награди, со Нобелови, со што сака нека. Знаеш кој ќе му докажеш на македонец дека не е во право? На 31 февруари, ба. Нема шанс. Значи кој сакаш видиш што сакаш факти клај. Кој си зацрта македонец дека нештото е вака. Вака е па што сака нека види. Тоа е тој инат неброен македонски. Главното гориво што не движи како нација. И главната причина што сме таму кај што сме, ама нема врска. Питно муце експерти сме ние за Македонија. И не само за волко. Нема тема на која нема експерти кај нас, бебате. Што сакаш? Значи што сакаш тема отвори, експерт до експерт. И стално ти не знаеш, тие ги ти кажа. Што сакаш, брат? Почни од јадењето. Што диети, бе диети. Завајле станваш дезинфекција. Ракиче накладно. Да ти исчисти од ноќта. И се имаш валкано во ноќта, не знаеме, ама битно така му одини.
кисели. Не таму ми цедите сокој ѓумбири, не знам што киселини да клават. Само дезинфекција. После тоа пошто по салатите сте вие младите, ќе си направиш салата од сланинче или од кебапчин. Пошто ако не фати мрсно, ништо не правиш, бате. Болест. Ти можеш да ги имаш сите факти контра на тоа. Знаеш како? Кој те прашва, бе, ти си експерт или тој експерт што ти каже? Тука уствари сукобот, пошто сите се експерти и кога се законтрат за нешто, не знаеш кој е поголем експерт. Божи врска немат муабетите, ама за нив тоа е то. Или пример не дај Боже возење се спомни нешто, кола. БМВ-то му цега го, БМВ-то нема друг. Бем бара бра. Стартно, брзо, лично. Абе што ти кажеш? И шо дека Мерцедесо по-господска вожња има така елегантно делува. И неким елегантни а бидиме, вате, сакаш да речат види го е господин или сакаш да речат бом бем барата. Па за спортот па да не правиме муавет колку експерти. Значи не постојат повеќе експерти за било која друга тема колку што постојат за спорт. Са тој две леви нозе, во векот 3 пати топка има шутнато, од кој 2 пати се сопнал падна. Неговиот атлетски стас е еквивалентен на компир изртен. Значи мешлакот под мајцата да изртва. Арно, ма тој е поголем експерт од сите можни фудбалери на светот. Значи ја гледа утакмицата и тој ти кажува, ни тренер, ни менер, ни фудбалер, ништо, бате. Тој е страствен навивач. Тој може да ги види работите што не ги гледат тие таму. Да му го даја него клубо, знаеш што ке беше клубо? Попара, бате. И сега дали е попара убо или не е убо, према човек. А што ако сум како компир изртен, не можам експерт да бидам? Може бе, бате. Очигледно се може. Ко може клубојто од земји кај што немате примирисано ваши да си ги викате, се може. Ама најахот се е кога таков експерт што во веко нема копачка клаено, коментира за најплатените играчи. Види го, оди е лев еден. Не џабе Левандовските имат крстено лев, 2 леви ги има. Кој Меси? Меси врска не. Не знам што го видовте на тој кепецо толку. 2 чисти нема, море. Кај нас да овикнат овде трета лига. Душ дојте враце ќе му и да. Ќе си ој со плачење. Толку разбира. Усиба таму посрекено. Козеда човек го направи. Кине се што го имат клюкано цел живот. Е тој е тој македонски муар. Значи и најдобриот во светот не тичини и се што има постигнато, нема тој постигнато, така му го има даено него. Вака некој на тацна му го дојсе танки му го даде. Тој нема мрднат од дом. Седи што збораш кузне со што го имат клюкан. Со стероиди, со стереотипи. И ем клюкан со надприродни работи, ем тој ништо нема направено, се вака му е даено. Е тоа е таа македонска експертиза. И уште поако не само што сме експерти, туку и се знае, сите информации ги имаме. Не постои новинар на светот, нити разузнавачка агенција, нити ништо не постои поспремно и ништо не може да дојде побрзо до информација од што може да дојде македонец. Значи нема шанса, бе, бат. Јас не знам овие во светот што се разузнавачки агенции, што си вработат по еден македонец, сегди се ќе знаат секогаш за секаде, ами нема да има потреба ни од истраги ни од ништо. Пример овде пред некој ден, буквално на 100 метри на другата улица, имало фатална расправија помеѓу маж и жена кај што мажот си ја лишил жената од живот. Јас нормално појава немам што се дешава. Ми се јавуваат мене од Сабајле. Брат, што направи ве кајте? Што збораш, му викам? Да бе, тој таму, таја, ова направил, она направил, вака било, така било. Чекајте, море, полицијата уште ги нема фактите. Значи јас се кладам дека и човекот што го направи нештото уште не знаеше дека го има направено, овие сите знаат. Се јавуваат, тие ти кажуват те. Кои разузнавачки агенции кои јас не знам, дарем прислушкувате телефони, радиостаници, не знам што правите. И не знам зошто побогу ви се битни сите информации можни цело време. Јас не знам како живеете. Има луѓе што се матичното вода му носи, се знаат за сите до точка. Зошто да ги отепаш, не знам да ти кажат, ама ете. Бери ќат па некојаш и се наоѓаат такви луѓе. Вака пример ќе чуеш што се дешава во комшилук. Има уште многу што се прави муавет на тема експерти. Арно, на крај на денот и јас сум експерт за менување пелени и овој експерто мора да си ој дома. Фамилиарен човек. Така што доста е за денес. Ние пак ќе си се видиме наредна епизода. Поздрав и убајте. Убав ден.